Овој закон првпат се имплементира нефер трговски практики во кои беа офатени 2546 производи по тарифен број кои се нудат во малопродажбата, односно маркетите, односно трговијата на мало и големо. Главен инструмент на законот потекнува од нас, од Министерството за економија и труд, меѓутоа контролата е од страна на Комисијата за заштита на конкуренција или КЗК, која за прв пат во историјата на Македонија го имплементираше контролата на овој закон. Направени се голем број на уведи од страна на КЗК, откриани се поголеми неправилности. Знам дека има 30 да речам предмети отворено кои што покрај овој закон кој го регулираат за заштита на нефер трговски практики се контролира и законот за заштита на потрошувачите кој го контролира КЗК. Меѓутоа конкретно 11 предмети према одредени маркети добавувачи се отворени во однос на непочитување на законот на нефер трговски практики. Изречени се казни околу 200.000 евра, што сметаме дека е многу малку. Овој закон го презедовме комплетно како рол систем од европската практика, односно конкретно од Хрватска. Меѓутоа гледаме дека има голем број на недоследности, особено во казнената политика. Во текот на почетокот на оваа година ќе инсистираме да има одредени промени во казнената политика и повеќе кратно зголемување на казните, така да очекуваме казните од 20.000 евра повеќе кратно да се зголемат, дури до 200.000 евра, и што би било новитет не само маркетите и трговците, него да сносат одредени казни за непочитување или подлегнување за непочитување од страна на трговците, за непочитување на овој закон и на самите добавувачи да има одредени казни. Со зголемување на казните ќе имаме уште поголема контрола на цените, а да напоменам дека и Државниот пазарен инспекторат е постојано на терен, ги контролираме цените, инфлацијата смиривме на 4%, проекциите на владата и Народна банка на Република Македонија за наредната година е една нормална, да речам, инфлација од 2,5 до 3% во државата, што некаде е и еднаква на европскиот просек на инфлација. Али тоа значи дека ниските казни не воведоа ред во... Па видете, не дека не е воведен ред, не е комплетен воведен ред, меѓутоа уште поголем ред ќе се воведи кога ќе имаме и поголеми казни. Бидејќи сметам дека 20.000 евра казни за големи синџери маркети е навистина многу мала казна. И тој закон ние го наследивме, затоа го ова година ни даде и први резултати, ги сублимиравме резултатите и се она што е недоследно или може да се подобри имплементирањето на законот, ние ќе го направиме, а пред се во казнената политика.